Кога работаме добре, бе, сега ги нема никъде. Айде, душите ни извадия. И шпиони да бият на край. Здравето ни го взема. И запаха ги парите сите. Сега, кой ги шиш от кайс? От униви прикипала, виж. Аз се плакам за заработеното. К-15 да ни дадат двете плати и да не стае по завода. Без исплатени плати и без работа над 50 работници од Штип останаа на улица, откако странски собственици на локална текстилна фирма Елит Фешан преку ноќ ја затвориле фабриката и исчезнале додека работниците биле на летен одмор. Разочарани, револтирани и оставени без никаква подршка на улица, бараат правда и исплата за целото лето поминато во мака. Пред камерите на нашата телевизија велат дека ниту газдите, ниту шефот не креваат на нивните повици, а денес наместо да почнат повторно на работа, тие добиле заклучена врата, заклопена слушалка и празен джеб. Со солзи во очите раскажуваат. Тражиме двете плати да ни се изплатат, К-15 цело да ни даде да не стае под заводо. И кой ще се найде натъка? И да се појави некој од институциите што одговори. Газдата ни е хрватин и германец, не можат да ги најдат и сега ние дека треба да се обратиме. Тука што не лажат дека има залепено нешто, на тоа има залепено само додека ние договоро нема ни на кој да се обратиме, нема ни на кој да потражиме, а ние платата треба да ја тражиме од газдата и од директорката. Тие што потпишуваат, а тие ги никаде нема ни да отворат, ни да се појават, а ние работиме 27 работни дена. Значи требаше за тоа да ни се плате не плата и награда и плата. А они пред одморо испудија 5 души. Точно така и одговараше. Не доваѓа шефицата. Одговорност. Нема ни шефица, ни никој не. А треба да дојде да ни отвори да се земе стварите. Ако веќе не работиме. Ако веќе не работиме. А не да се крият. Кога работиме добре, бе, сега ги нема никъде. Айде, душите ни извадија. И шпиони да бият на край. Здравето ни го взема. И запаха ги парите сите. Сега, кой ги шиш от кайс? Не е добро. Не, и ние имаме фамилии. Не чуваме ни стока дома. И за стоката треба храна. Они си ценат нивните деца, а нашите деца. Така е. А не да се крият. Со полиция дома ќе отидем. Па не се плаша више на никой. Не е работа за плашење. Не е за работа. Не е за плашење работа. На улица не остави. Срамота е во се прави. Срамота е да шефирате и да бегат сите. И шефици, и гази да ги нема. Срамота е да плати 3 треба да дадат за К-15. Работниците велат дека случајот ќе го истерат докрај. Правдата ќе ја бараат и под вода и под камен. Каде ние може да се обратиме за да најдеме некој што треба да ни одговара за во што сме работили толку денови, што на 40 степени на никаква од сите поттечеше. Стока не гоне, ајде. А пчиња и дававме да издржат на работа, да ги искарат налозите и на крај, додека сме на одмор, додека луѓето одмараа и мислеа ќе земат плата за да си платат струја, вода и телефон, они викат нема фирма, нема пари, Работата да ни исправат, да ни изплатат, па кој ще дека сака нека спаќа цвета. Виж да не ми ги видат очите. На никой. Не мораш да. От униви прикипала, виж. Аз се плакам за заработеното. К-15 да ни дадат двете плати и да не стае по завода. И одмор да ни го плати. И одмор да ни го плати. Ние се јавиме на шефицата, прашаме шефицата за газдата. А газдата не сакала да разговара со нас, затоа разговарал со шефицата и со мајсториците. Инаку денес трудова инспекција излезе на терен и се состави записник.